Одложувањето на отплатата на кредитите за граѓаните и компаниите поради ковид кризата беше прифатено на општа радост на кредитокорисниците, особено оние што беа погодени од рестриктивните мерки. Но со одложувањето на кризата над првичните очекувања, како и на неизвестноста што се уште е надвисната над општеството и економијата, неминовно се наметнува прашањето: колку одложувањето на кредитите, чија исплата сепак мора да се реализира, може да предизвика трупање на долговите. Податоците на Народна банка покажуваат дека голем процент корисниците ја користеле оваа мерка за одложена отплата на кредитите, мерка што ја прифатија банките, но која отпаѓа на пресметка на камата за одложениот период. Имено во третиот квартал од 2020 година, кредитите со одобрен грејс период зафаќаат 43,9% од вкупните редовни кредити на нефинансискиот сектор. При тоа 2/3 од одложените кредити се на физички лица, а остатокот на предпријатијата. Представници на науката посочуваат дека иако одложувањето на кредитите сепак краткиот рок има позитивно влијание, но обврската за враќање на долговите останува, поради што се создава и опасноста од трупањето на долговите. Податоците покажуваат дека најзастапени меѓу одложените кредити се потрошувачките кредити, пошто следуваат стамбените кредитните картички и пречекорувањето на трансакцијските сметки. Кај предпријатијата најголем дел од кредитите со одобрен грејс период се за клиенти од дејноста на здравствената и социјалната заштита, угостителската дејност и стручните, научни и технички дејности. Во септември минатата година банката одобрува втор грејс период за најпогодените клиенти, при што беа одложени кредитите кои опфаќаат 17,7% од вкупните кредити, а најголемиот дел од нив се одобрени за компаниите. Претседателот на Организацијата на работодавачи во земјава Димитров смета дека процентот на одложени кредити укажува на тоа дека голем дел од граѓаните и компаниите ја почувствувале кризата.